Успешната приказна на Opel започна во 1862 година. Тогаш Адам Opel ја создаде својата прва машина за шиење во Руселскај, поставувајќи ги темелите на компанијата. Opel наскоро се разви во еден од најголемите производители на машини за шиење во Германија и извездуваше низ цела Европа. На својот асортиман 4 години подоцна ги додаде велосипедите, со што стана еден од првите производители на велосипеди во Германија. А потоа наред дојдоа автомобилите. Синовите на Адам Опел, Фриц и Вилхелм, се најзаслужни за почетокот на производството на автомобилите. Тие го посетија првиот германски саем на автомобили во Берлин во 1897 година и таму се сретнаа со Фридрих Луцман, кој веќе произведуваше автомобили. Браќата Опел предложија партнерство во кое ја обезбедија комплетната инфраструктура за производство. Така се роди фабриката во Руселскај, на чии темели и денеска се одвива производството на Опел. На 21 јануари 1899 година за тогашни 116.887 марки, браќата Опел ја откупија компанијата од Луцман и ја заокружија сопственоста. Во текот на своето 125 годишно постоење, Opel изгради портфолио од 75 милиони возила произведени во своите фабрики во Европа и се етаблира не само како производител на автомобили, туку како собственик на иконски модели што оставија длабока трага во историјата на автомобилизмот и мотоспортот. Прославувањето на јубилеот означува почеток на нова ера, исто како и пред 125 години. Тогаш компанијата стана пионер со воведувањето во автомобилската иднина, сега Opel е електричен пионер, кој нуди мобилност без емисии. Додека пред 125 години Opel патент моторваген систем Луцман беше пионерско достигнување како прв автомобил од Руселскај, денеска тоа е најновата генерација на бестселерот Opel Astra, која е дизајнирана, развиена и произведена таму. Најдобар пример за електричната иднина се новата Astra Electric и нејзината изведба Sport Tourer Electric, која е меѓу првите електрични возила на светот со караванска каросерија и се произведува во Руселскај. Но тука не запират активностите на Opel. Во текот на јубилејната година, сите модели на компанијата ќе имаат и електрична изведба. Горд на своето минато, Opel чекори кон иднината без емисии, со возила кои се забавни за возење и погодни за секојдневна употреба.